Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Централна Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 55 до 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве што ќе можете да погледнете вечерва, почитувани гледачи. Ќе биде ли конечно формирана СДС Матенковска? Ние алијанса формираме. Значи Тенковска алијанса. Так, има тенкови во алијанса дефинитивно, заради тоа што тоа е алијанса. Тенковски делови, пропратен материјал. Не знам на што алудирате. Почна ли македонската пролет со отец Пимен? Можеби првата ластовичка која навестува пролет. Или една од ластовичките што навестува пролет, но се уште сме до пролета. Обично нели споредуваме со Белорусија, но таму еден командантен тип на чело на Белорусија, например Лукашенко, значи човек кој генералски, кој офицерски, овој човек тука делува наивно, кршливо. Не мора да значи тоа. Не, збориме како манифестант на манифест може, а инаку во суштинска смисла нема голема разлика. Да се разбереме тоа. Владо Бучковски, Минчо Јорданов и Љупчо Зиков најават формирање на нова политичка партија. Тројцата беа најголемите губитници на изборите 2006 година, кога Никола Груевски доаѓа на власт на тие избори парламентарни на кои освоја 304.000 гласови. Како овие тројца најголеми загубари во 2006 година сега планира да го поразат Никола Груевски на избори 2013 или 2014 година, тоа ќе може да го проследите од интервјуто со еден од тројцата основачи, господинот Љупчо Зиков. Ќе биде ли конечно формирана СДС Матенковска? Ние алијанса формираме. Тројцата најголеми губитници на изборите 2006 година, се ќе формирате партија да победите 2014 година. Бучковски ко премиер, Минчо Јорданов ко главен економски стратег на таа влада, а вие сирот само еден месец бевте директор на македонска телевизија, направивте политичка проценка грешна дека Бучковски ќе победи. Отидовте за директор на телевизија, не бевте ни еден месец директор на македонска телевизија. И вие најголемите тројца губитници на тие избори се ќе правите политичка партија. Така, во 2006 година изгуби Социјалдемократскиот сојуз. Не, вие тројци изгубивте. Вие тројци изгубивте. Изгуби Социјалдемократскиот сојуз од ВМРО ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз го водеше Бучковски 18 месеци, ако не се лажам, откако Бранко Црвенковски побегна на позицијата претседател на Република Македонија, после несреќниот случај со екс-претседател Борис Трајковски. Бог да му душа прости. Се извинувам. А како тоа се бега на претседателска функција? Само се извинувам. Знаете, има избори, нели? Како тоа се бега на претседателска функција? Значи има избори. Знаете што ќе кажам? Не, нема се кога давате на таква груба теза, значи мора да биде одговорено. Значи, оди на избори 2004 година, освои во прв круг 380.000 гласови, а во втор круг заедно со албанските преку 500.000 гласови. Значи 2005 овој човек што треба да биде носител на таа алијанса, како не рекоа Лало Бучковски, значи за 10 месеци резултатот од 380 го намало на 260, а после значи локалните избори го намало на 220 2006 година. Значи некаде после 20 месеци го преполова резултатот на Бранко Црвенковски. Велите Бранко избегува. Не може да избега кога го бираат за претседател. Според мене, сега јас го кажувам моето лично мислење, јас не можам да правам политичка анализа во името на ниту на алијансата за позитивна Македонија, ниту во нечие друго име. Ја го кажувам денеска моето лично мислење. Значи, Бранко Црвенковски како лидер на партијата и како премиер во тоа време имаше сјајна можност да покаже што знае на реформската сцена во Македонија, на политичката сцена каде што се бараа реформи, брзи, силни, длабоки реформи за приближување, ако се сеќаваме тогаш се боревме за кандидатски статус во 2005 година што го добивме. Сега, ќе ми дозволите во и тоа се доби, знаете, господин Езиков, 3 години после доаѓање на власт на таа коалиција. Се доби 4 години после војната 2001 година. Значи Македонија од држава која 2001 година беше на работна граѓанска војна, 2005 тоа не е спорно. Тоа не е спорно. Сега спорно. Кога споредите со тоа што е сега и кога споредите таму кај што се наоѓаме сега, имаме основа да се чувствуваме, што би рекол Зоран Заев, фригидно. Поради тоа што Македонија денес е таму кај што се наоѓа. Значи, не е спорно фактот дека 2002 беше поствоена година со тешки проблеми, јас затоа потенцирав дека СДС победи. Ко би го немало Бранко Црвенковски, значи многу луѓе ќе треба да заминат у политичка пензија. Значи човекот е 10 дена или 15 дена надвор од СДС, не пак за него нешто разговараме. Не, јас не разговарам за него, ти разговараш за него. Значи не може да бега, господин Езиков, бидејќи на крајот на краиштата било кој закон да се донесе од државата.
треба да стои подпис на Може председателот. да преминеме од Бранко Црвенковски Можеме на да било, делот. јас велам дека вие тројцата бевте губитници на изборите 2006 и правите сега алијанса. Заправо тоа сакам сега да го објаснам и ќе ми дозволиш 30 секунди за да мислам да дојде до гледачите. Значи, откако господинот Црвенковски стана председател на Република Македонија, се отвори местото, па реално во еден краток период беше Хари Костов беше премиер, па потоа беше не повеќе од 6 месеци. Да, и под мистериозни околности поднесе оставка и не е важно тоа и како и што во моментот. Не под мистериозни, него под груби политички квалификации дека не може да биде начело на влада во која стојат Шекеринска, стои Али Ахмети, стои Бучковски и така натаму, која дели тендери, прави одредени криминали. Тоа беа формулацијата на Хари Костов, кои до денес се прераскажуваат и се парафразираат. Таа влада премиер беше Хари Костов. Јас велам во таа влада во која се членови Шекеринска, Бучковски, структурите на Али Ахмети, Бранко Црвенковски и така натаму и така натаму. Значи па добро, тоа е моментот за кој јас креирам дилеми. Не можеме ние да го амнестираме Бранко Црвенковски дека отишол наводно да живее сега и председател да биде на држава, дека он веќе у тој момент не бил СДСМ. Зошто потоа се врати? Значи Бранко Црвенковски е виновен што Бучковски 2006 изгубил. Не, а Бучковски бил огромна одговорност за поразот на Социјалдемократскиот сојуз во 2006 година има Бранко Црвенковски и неговиот тим. Од 2004 година кој се нафатил на таа функција. Па знаете вие кој се нафаќате на одредена функција. На пример, кодите овој што ја знамо Кран Монтана, видите се скијате, ви не може дојдете у Кран Монтана и да сакате на тобоган и да се фрлате како во Мајами. Значи, постанувате лидер 2004 на СДСМ, вие ги имате сите предности, сите слабости. Знаете што е најголемата грешка? Имате слаба ВМРО ДПМН, значи декласирана ВМРО ДПМН председателски избори и правите две клучни грешки ако веќе збориме за Бучковски. Едната е што Трифун Костовски не го земате ке себе, заминува на другата страна и преку Скопје и влијањето на Трифун Костовски на победата на Скопје ви се враќа на голема врата ВМРО ДПМН и дозволува Тито Петковски да направи политичка партија. Тоа се двата моменти кои се виновни за крахот на Владо Бучковски. Тито Петковски играше улогата на мина на изненадување, тој работеше за Бранко Црвенковски. Најголемите грешки. Се исто треба да кажем дека вие работите се всушност за Никола Груевски бидејќи сакате да правите политичка партија. Ние сега ќе треба да дојдеме до тоа прашање во ова интервју. Вие сте човек Кимовски дека работите всушност за Груевски. Не е така, ако дојдеме до тоа прашање ќе го одговориме. Значи, во 2006 најголемата грешка на Владо Бучковски е тоа што не расчисти со структурите во СДСМ кои му правеа проблеми, кои му сметаа. Тоа што го направи Никола Груевски со структурите на Љупчо Георгиевски во ВМРО ДПМН. Тој ја имаше полната снага као лидер на партија, избран лидер на партија на Конгрес и премиер на Република Македонија. Не направи реконструкција и не се реши од Никола Поповски, од некои дистанци да постави со председателот на државата Бранко Црвенковски и така натаму. Тоа е грешка и тоа е грешка која ако седнете со Владо Бучковски тој би ви ја признал денеска. Знаете, поразот беше неминовен. Знаете ли зашто направивте 2 секунди размислувајќи докато кажува тоа теза? Бидејќи кога кажавте Никола Поповски, второто име кој ви падна на памет е Радмила Шекеринска. И ви беше тешко да го изговорите Радмила Шекеринска. Бидејќи двајцата играчи кои најаве повлекување после доаѓањето на Владо Бучковски на чело на СДСМ, Никола Поповски тоа го каже на Конгрес и рече: "Жалам што во мојата партија во наредниот период ќе се случува процес на ВМРовизација." Тоа бе оценките на Никола Поповски. Вториот човек кој најавуваше оставка беше поразената на Конгрес Радмила Шекеринска, но сега не ви одговара. Сега Радмила е добрата. Сега Радмила треба да види понтонски мост да се врзувате во СДСМ, ама Никола Поповски може го напаѓате, Радмила не може да напаѓате. Ние понтонски мостови денеска не бараме, се уште, коалицијски партнери не бараме се уште, да периодот денеска што го живееме 7 години после овој период за кој разговараме. Предолго е тоа, колку што е долга власта на Никола Груевски и од тој аспект гледано, денеска имаме нова политичка ситуација. Особено после изборот на Зоран Заев, за кој користам прилика да му честитам избор, имаме сосема нова ситуација во која картите на политичката сцена во Македонија повторно се мешаат, така да овие аналогии веќе не важат. Добро, ќе направите ли политичка партија? Па ја мислам, знаете, кога серијата Црногорска Джекна још не е стигла, кад ќе дочи, још се не зна. Значи, вие најавувате на 10 месеци ке правите политичка партија. Па јас мислам дека веќе луѓето ни сериозно не ве доживува дека ќе направите политичка партија. Бидејќи властена работа, како ќе направи политичка партија, едниот над кој на глава му виси судскиот процес за Тенковски делови, како ќе направи политичка партија, другиот мислам на Минчо Јорданов, над кој на глава му висат сите оние тендери кои ги добија од владата на Република Македонија. И они двајца ќе направат политичка партија и ќе урушат Никола Груевски од власт. Ајде ќе ве молам. Знаете што? Прво,
движењето, граѓанското движење Алијанса за позитивна Македонија постои 7-8 месеци и ние изјави даваме цело време како де факто да постоиме. Што сте вие невладина организација? Не, ние сме движење кое ќе прерасне во политичка партија наскоро. И сега. Во тој аспект вие уствари сте Владе Милчин само во бизнис секторот и политичкиот сектор. Не, Владе Милчин троши пари од странски фондови. Добро, вие може владини да трошите што? Може владата да пушти некои 2 тендери, 3 тендери? Ја немам такви информации дека такво нешто се случува. Структура постои, иницијатори постојат, постои прв концентричен круг од 200 луѓе и постојат многу илјади граѓани кои досега се јавија, а од денес користам прилика да го кажам, усари ова емисија ќе оди во петок, од средата почна пристапниците во сите општини во Македонија да се дистрибуираат преку наши луѓе. Стефчо Екимовски победи на изборите на 24 март, значи за 2 месеци човекот напред политичка партија, напред трибина во Кавадарци кај што напред Џан да разбира полн беше домот на културата, напред своја организација во Кумано кој што дојде Виктор Цветковски, значи човекот работи на терен. Вие 8 месеци нешто се фемкате, ни риба, ни девојка, ќе правиме политичка партија, па ќе биде движење, па ќе биде Г17, па ќе биде Алијанса, па ќе ги помируваме сите. Вие треба да ги поразите, вие на избори да ги поразите, да ги помирите. Добро, вие го кажувате вашето лично мислење кое базира веројатно на ваши информации што ги имате од теренот, тоа не е така. Ние сме секојдневно на терен. Денес има наши екипи на терен во Охрид и во Битола. Тоа е едната работа. Второ, ние честитавме јавно на формирањето на партијата на Стефчо Екимовски, наречена Гром, така да Стефчо Екимовски е реален чинител на политичката сцена и со резултатот што го покажа. Стефчо Екимовски е најголемиот победник на локалните избори, ние тоа го сметаме заради тоа што тој прв го порази СДС уште пред Конгресот. Ма веќе мислам дека поента да го поразите ВМРО, не да го поразите СДС. Да, меѓутоа зборуваме за криза во опозицијата. Јас многу пати досега реков дека господин Зиков, нормална опозицијска партија кој излага на избори не излага да ја порази другата опозицијска партија, излага мојата теза е во тоа што излага да ја порази власта. Знаете, мојата теза цело време дека не можете да ја поразите власта без нова опозиција. Значи вие морате да направите нова опозиција. Во Македонија освен криза на власта постои криза на опозицијата. Значи вие се усвари правите партија да поразите опозицијата. Не, ние сте незадоволни од опозицијата. Нашиот приз апсолутно сме незадоволни од опозицијата. Значи начинот на живењето, политичката ситуација, економската и се друго, всушност сте вие незадоволни после 7 години нова власт, сте незадоволни од опозицијата. И имате право да сте незадоволни. И колку ќе даете шанса на власта да сте незадоволни од опозицијата на 15 години? Види, политичкиот процес е процес. Значи ние сме незадоволни, сакам јасно да кажам дека сме незадоволни од тоа како опозицијата практикуваше власт и како лидерството на опозицијата го правеше тоа. Но ова лидерство ново на Социјалдемократскиот сојуз повторно му честитам, ќе видиме како ќе се одвива со проекти, со идеи, со таква опозицијска енергија. Рано е уште да се анализира капацитетот на ова лидерство како такво, нити па мене ми стои сега тоа да го зборувам на оваа сцена, во оваа ситуација од оваа позиција од која денеска зборувам. Меѓутоа вреди секој нормален, интелигентен човек на оваа јавност што и мисли добро на оваа држава да даде шанса на ова лидерство на СДС да види како ќе се снајде на работа и дали ќе ги покрене процесите. Ако им давате шанса, што правите политичка партија? Значи зборам како човек, како граѓанин. Дека секој граѓанин треба да даде шанса на ова лидерство, ја правите политичка партија. Ма нас не се извинам. Видите, дури мислам дека не верувате сам во ова што го зборите. Гледате се на пример една ситуација на политичката сцена. Или јас што би ја нарекол една космодис опозиција која треба да ја крепи власта да стои исправена. Значи Мендух Тачи вели дека ќе се случат дополнителни дробења во рамки на опозицијата, односно во СДСМ. Зоран Заев ко председател продолжи со несмасни изјави таму кај што застана ко потпредседател. Стефчо ја прави партијата Гром, која јас велам дека е полна со владен електрицитет. Значи вие најавувате своја политичка партија кај што ќе бидат Бучковски, Минчо, Раданов, едниот со Тенковски делови, другиот кој го натовари магарето со проектот Скопје 2014 преку своите бизнеси и други владини тендери, значи апсолутно, значи меркантилно помина одлично со оваа власт и вие ќе правите една нова опозицијска структура во рамки на Република Македонија, плюс СДСМ гледа дека Андреј Жерновски е доминантен на политичката сцена со 26% рейтинг и го пушта низ вода, докато Андреј се бори минатиот петок против оние демонстранти кои фрлаат јајца и патлиџени на зградата на општина Центар. Радмила Шекеринска јадеше кебапчиња со невладиниот сектор и пиеше домашна ракија. Значи точно се гледа мизансценот и вие ќе бидете класична космодиска опозиција која треба да ја држи ова власт исправена барем уште на 5 години. Добро, што сакате да кажете вие сега? Кој е вашиот заклучок? Дека власта си прави опозиција по своја мерка. Не е точно. Не е точно заради тоа што прво фактите на теренот не го кажуваат тоа.
Значи ние прво сме незадоволни од опозицијата во Република Македонија Не, то велам, пак сте незадоволни од опозицијата. Дозволи ми да ти кажам. Ама ја велам дека власта јас се прави сос- опозиција по своја мерка, Ама те видите, не е сослушав- точно. те- И првата теза ви е, ние сме незадоволни од опозицијата. Апсолутно. Ами од власта задоволни ли сте? Апсолутно. Дали секи ми дозволиш да Ајде, кажам? ти ми Значи, дозволам. Ако сакаш твоите тези сега да Не, еве да ви завршат дозволам. овака Еве дозволам, работа. кажете слободно. Добро, благодарам многу. Само сослушите ме минута, бидете трпеливи за да дојдеме до поентата на ова зашто кажувам јас дека не само јас, не само Алијансата за позитивна Македонија. Голем дел, можеби многу голем дел од македонското граѓанство е незадоволно од артикулацијата на опозицијската мисла во државата. Аргументите говорат, ни една на теренот, ни еден опозицијски проект во последните година дена не успеа. Еве денеска ги имаме резултатите. Тотален пораст на опозицијата на изборите на локалните избори. Тотален пораст. 140.000 гласа разлика. 2-3 општини, од кои центар не е на СДСМ, центар е на ЛДП. Да видиме што ќе се случи. Значи, имаме една ситуација во која имаме немоќна опозицијска снага, која не може да одговори на предизвиците и на проблемите на оваа држава што се создадени од владеачката структура. Према тоа, ако сакаме промени во оваа држава, подлабоки реформи, промени, мора тоа да дојде со промена на власт. Тоа е факт. Меѓутоа, кој да ја направи промената на власт? До пред една недела, Бранко Црвенковски на јавна сцена призна во својот говор дека повеќе не може да ја тера работата и се извини што не ги донел СДСМ на власт. Значи, он јавно призна дека е немоќен тоа да го стори. Зашто ние збориме денеска? Ние збориме за една нова политичка стварност во која, да, ние посакуваме силен СДС, као што посакуваме и силен ВМРО, меѓутоа, во џебот, што се нарекува центар и либерален концепт во Македонија, постојат огромен број на неопределени, на несрекни граѓани, на нереализирани граѓани, на бела чума, граѓани кои со куферите во моментот додека ја и ти го правиме ова интервју, излегуваат надвор од државата. Нашата алијанса постои за артикулација на тие гласови и на сите што ќе препознаат шанса во нас да видиме балансот во тој дел, па макар тоа било како што некој сака да каже во оваа фаза дека ние некому ќе служиме. Ние никому нема да служиме. Нашата програма треба некој да ја усвои во тој момент. Господин Езиков, бидејќи гледам вие многу милувате да зборите за опозицијата, Не, јас зборев сега во моментот и за власта. Јас ќе пробам да ве вратам на власт. Значи, власта победува во циклус од 7 избори во Република Македонија на 3, максимум 4 точки. Едната од тие точки е олигархизацијата на Република Македонија. Вие еден од главните играчи во вашата структура е најголемиот олигарх во рамки на Република Македонија. Не знам дали е така. Така е, Минчо Јорданов е Добро, дел од таа збориме за структура. тоа. Втората работа е дека победува бидејќи политичкиот систем е корумпиран и дека сите досега политичари во рамки на Република Македонија го крадеа народот за разлика од ова власт, кој можеби малку кради, ама сигурно многу гради. Владо Бучковски е една од персонификациите на таа условно речено корумпиризација на македонскиот политички систем, бидејќи единствен премиер од македонската понова историја последните 23 години против кого се води судски процес и вие сте третиот играч, дел значи на оно мешање на бизнисот и новинарството. И вие сега ќе ги убиете овие луѓе кои 7 години дава до вербата на ВМРО да помене да гласат и тоа точно овие 3 точки. И четвртата точка кај што вие здушно се залагате за промена на името на државата, тоа е четврта точка на која ВМРО да помене печели изминатите 7 години. И вие велите ќе се борите против власта. Не, само вие сте дел од тој концепт за дополнително разнебитување на опозицијата, да биде направена како некоја Европска унија, составена или како некои Обединети нации, составена од 190 членки, тamo мали, ситни, микропартички. Па дури Иван Величковски дојде ни да биде сега некој фактор, па вели знаете од ова алијансата на Бучковски праќаат контакти кон Знаете што имам чувство, Васко, имам чувство дека во ова интервју сите сакате да ги омаловажите само Бранко да биде големиот што остана, а Бранко замина политичката сцена. За жал историја. Пред 2 недели Бранко веќе не постои на политичка сцена. Па заради тоа не држи оваа негативна енергија што ја промовирате во интервјуто, заради тоа што прво фактите не говорат така. Еве сега ќе ви кажам неколку работи. Прво, за Владо Бучковски постои судски процес, така? И правната држава, колку што гледам, функционира. Има судски процес како за илјадници македонски граѓани, дозволи ми да завршам. Многу е осетлива темата, мораш да дозволиш да завршам. За Бранко Црвенковски аферата Надеж се крие во фиоките на обвинителството и не е изнесена надвор. Тоа е ноторна разлика за тоа кој каква позиција гради со сегашната власт.
Значи, процесот против Бучковски е при крај и колку што се моите информации ќе биде све суспендирана целото обвинение по кое тоа се води. Господин Езиков. А процесот против Бранко Црвенковски не е ни почнал. Видите која формулација. Значи, случајот со Владо Бучковски. Ма заради тоа што знам дека дувате од таа страна сега, од Бранко Црвенковски. Сега ја заради тоа така се поставувам. Гледате, видите, пазите, видите са кој е еклатантно, значи, ајде да речем политичко групирање пред. Значи, случајот со Владо Бучковски е при крај и според моите информации ќе заврши позитивно за Владо Бучковски. Нема никаква аргументација. Ама како може да имате информации, човече, како ќе заврши судски процес? Па се слушате ли што зборите? Како може да имате информации на незавршен судски процес? Освен ако не сте се договориле со власта да заврши позитивно за Владо Бучковски тој судски процес. Ама се слуша, па нели независно судство? Па коментари сте напишале во Капитал за независно судство. И сега велите овде, според моите информации, судскиот процес за Владо Бучковски ќе заврши така како што ќе заврши. Па мислам, видите, вакво девалвирање на јавна сцена и покажување дека вие всушност сте производ на владината кујна за растурање на опозицијата, јас не сум слушнал. Добро, сега, како сакаш да заврши ова интервју? Имаш идеја како треба да заврши? Не, ќе ви поставам прашање. Ама не, ти не поставуваш прашање. Што ли се вратите? Ти даваш заклучок за работите. Што ли се вратите у СДСМ? Ќе си има владата еден телефонски број на кој ќе се јави на лидерот СДСМ. Тој ќе ве координира. Сваки мора на 5-6 места да се јави. Ќе бидете кој Европска унија нека знае човек на која адреса да се јави Груевски. Бака ќе му лестете на Груевски. Ќе сврте еден телефонски број, ќе ви рече слушај, дечки 300.000 гласа ќе освоите на следни избори, немој да правите проблем, јас ќе ви решам све. Ќе имате Скопје 2014 тендери и како велите ќе биде позитивно решен судскиот процес и вие како новинар ќе се функционирате, ќе можете да реклами. Ајде да се договориме вака. Јас тука во овој дел на интервјуто тука ќе прекинам со оваа анализа. Доколку имате некои други тези и прашања да разговараме околу Алијансата за позитивна Македонија која има многу идеи во тој дел да разговараме. Доколку сакате ова да оди вака као салата наместено, јас би го прекинал интервјуто. Езиков, зошто формирате политичка партија? Заради тоа што на Македонија е потребна подлабока реформа од ова што сега нас ни се прикажува. На Македонија и требат добри проекти за излез на земјата од длабоката криза, од огромната невработеност и од големото количество несрекни граѓани кои во сите овие 23 години се кумулирале во земјава и као производ на тоа се појави екзодусот, најновиот, најсовремениот екзодус во Македонија во последните 70 години, а тоа е да за 12 години од оваа држава се исела 360.000 граѓани надвор, граѓани кои овде се школувале, граѓани за кои оваа држава инвестирала да добијат ноу-хау, да добијат знаење, отворивме стотици факултети низ Македонија, за да тие овде се школуваат, а секојдневно ни одаат со куфери купени на Бит пазар во чаршија, од по 1000 денари ни бегаат во Нью Џерси, во Детройт, во Канада, ни бегаат во Австралија, ни бегаат во Швајцарија и работат како рикши во нивните паркови. Ете, заради тоа ја формираме оваа партија. Минатата недела беа големи протести пред општина центар за онаа шпекулација или тоа наводно рушење или обид за рушење на црквата во центарот на Скопје. Тоа што фрапира почитувани гледачи е фактот дека после 7 години на власт ВМРО ДПМН покажа многу поголема енергија, многу поголема жилавост да ја задржи власта, отколку што опозицијата покажува енергија да ја собори власта или да ја заземи незината позиција на македонската политичка сцена. После 7 години на власт ВМРО покажува поголема жилавост, поголема издржливост, поголема енергија да остане на власт, отколку СДСМ да се врати или опозицијата да се врати на власт. После 2006 година се создаде еден, како ние го еден вакуум. Една енергија која што се акумулира од 2001 година, после настаните, и кога дојде СДС на власт практично, СДСМ на власт 2002 година, практично она остави многу нешта нерешени. Она го се реши главниот проблем некако со однос зборувам со албанците, но остана во воздухот да виси нешто од таа енергија. Во смисла, као ние еве влеговме во една, го решивме главниот проблем и сега дојде да решаваме многу проблеми кои што се врзани со самата економија, со самиот живот, не она што го формира животот. И тука
ВМРО влегува практично со таа програма за остварување, ние остваруваме, градиме, правиме и така натака и почнува тој процес на едно, како би го нарекле сега, остварување или објективизирање уште повеќе на некои неостварени желби и на ВМРО и на СДСМ. ВМРО наметна и Никола Груевски одреден амбиент дека всушност затекна една држава во стечај, Македонија дека затекна како држава во стечај 2006 година, стечај по сите основи, национални, идентитетски, економски, меѓуетнички и така натаму, дека како да затекна држава во стечај, они се стега стечајни управници кои треба да извадат од стечај таа држава и затоа се служат со такви условно речено војно-херархиски мерки, значи на мобилизација на енергија огромна генерално. Видите, тоа е мислам да се разбереме, таа енергија секогаш не мора да биде негативна. Овде, јас говорам само од аспект оно што некоја демократија. Демократијата од овој тип, како што се практикува, она ќе претпоставува тие правила. Кога ќе превеземе некои ингеренции на другиот, во овој смисла на, да речеме, партијата, кога државата, она е политичка, но кога ќе се партизира, повеќе или помалку некои нешто одат во некои индивидуални, некои парцијални, некои посебни интереси. Вие го немате општиот интерес. Во тоа е проблемот. Инаку мобилизација... Видите која е мобилизација? Мобилизација на енергијата е многу... Цела недела штрекуваат пред општина Центар за одредена работа која на некој начин е излажена или испенувана дека ќе биде рушена црквата во центарот. Да, тоа е во голема мера која ќе биде случај. Што на крај кога ќе видите испаде дека тоа е една тотална манипулација со јавноста, бидејќи никој не планирал, како што сега кажуваат, да се руши црквата. Меѓутоа донесо луѓе, 2000 луѓе, 3000 луѓе, ги построија ко војска, им дадо јајца. Уште не се зрели патлиџаните. Всушност патлиџани одат само на барок фасади, затоа не им дадоа патлиџани јајца одат повеќе на вакви баракни типови на градби, ги построија, си штрекуваат, кај дојде 2 сат, пошто се гладни, ќе им донесат шандвичи, ќе ги постројат таму и тоа функционира безпрекорно. Гледате, каква мобилизација успева да направат тие луѓе. И вклучително црквата ќе донесат на чело на тие протести, па Агатангел ќе се однесува како некој партиски јужник и ќе му се заканува на Жерновски дека ако го слуши црквата, лошо ќе помине. Црквата овдека не е проблем. Влогот е многу проблем од друга смисла. Ако Жерновски почнува сега да чепка по тие интереси, бизнес интереси, почне да следи патот на некои пари кои што се исплаќани, како бидејќи почна по најави ревизија на проектот. Јас се уште не го вреднувам, да речеме, тој урбанистички аспект на проблемот на центар, на градот Скопје. Тоа е друга димензија. Ние имаме работа овде со нешто кое само се појавува, излегува на површина, врши притисок, ја прави таа функција и се повлекува. Што тоа значи? Пред 10-15 години говорите за урбани мафии, посебно во Скопје, значи тоа постои 12 години власт во општина Центар е ВМРО. Тоа постоела и кај постоеше во СДСМ, постоеше и во златна кокошка на локално ниво, тоа е општина Центар, кај што се најголемите, најскапите градби така натаму. Видите, како најави ревизија на проектот Скопје 2014, така почна протести за црква, масовни фрлање, демонстрации, немири пред општината и така натаму. Да немаме да не живееме во некоја заблуда или да некои работи не ги знаеме. Се уште најголемиот профити се прават во центар. Ние практично тоа завршува, најскапите локации, најскапите градби, она кое што профитот брзо работи капиталот, така да речем. Сега се довршува тој процес. Тој процес заврши сега, заврши со практично и тој така и заврши со заменувањето на власт на Тодоровиќ. 12 години беа власт во општина Центар. Тоа не заврши сега. Ако новата сега ова гарнитура колку ќе може да го тоа преиспитува, преиспитувањето дека не е во смисла како е тоа направено во еден урбанистички, дали тоа носи некоја перспектива, што тоа значи таа организација. Преиспитувањето е само во тие сферите на финансиско доработење. Како течеле парите? Апсолутно. Ете, професоре, што се разви во општина Центар? Еден религиски национализам од типот на оно што се случуваше во Србија во времето на Коштуница. Не. Со разни владици од типот на Амфилохиот, типот на Овде религиското Агатангел овде излага и вели, ако ја струши црквата Жерновски, ќе му се случи нешто лошо. Знаете, тешки се тие пораки. Тешко е тоа застанување на црквата. Ти го гледаш тоа само видите со партијата. Па дури вели јас сум во името на дедо Стефан дојден овде. Знаете, тоа се тешки пораки кои ги праќаат. Ние ги имаме само она што се појавува. Пазете.
Не се работи во Македонија дека црквата до тој степен е инволвирана. Се работи за овој случај. За овој случај мораше да добија една квалификација со општина Центар сега, која што практично ќе ги покрие, ако ќе кажете вие уривате црква, рушите црква, тоа значи вие сте монструм, не? Вие сте не што да. Професор, тука мора да имате два елементи во предвид. Извинувам, значи не, само да довршам мислата. Да довршам мислата. Религиското одека е само во чисто една оперативна функција. Во овој момент да го тоа потиснеме, да кажеме дека да речеме дека новата власт гарнитура не може тоа да го прави во име на висшите интереси кои се врзани за религијата и црквата за верското. И случајот тука завршува. Ама знаете, професоре, има генералниот заклучок е многу тежок понатаму. Пазете. Но ако кажеме дека црквата до тој степен инволвирана во заедно со државата, така да го прави тоа. Во овој случај да. Верското е употребено во политичка. Кога направите еден летствен ред на потезите, 97 година, Дедо Стефан е дел на она комисија или совет на интелектуалци на ВМРО ДПМН, која прави Никола Клюсев после расколот Змејковски доста Димовска во редовите на ВМРО ДПМН. 99 година знаеме како избран Дедо Стефан. На оној конгрес во Охрид со Станино, со Валентина Божиновска и така натаму, значи со целата булумента на први или најблиски тогашни луѓе на Љупчо Ѓоргиевски. Изјавите кои ги дава за станувањето и страснувањето на ВМРО ДПМН со црквата или страснувањето на државата со црквата, мене ми укажува на сериозни елементи на еден религиски национализам кој се развива во не е во тие ова. Но во овој случај внимавајте сега. Како е, ја го имам случај сега во Центар, мислам тоа го анализираме. Во овој случај црквата е некако, она е во фонот. Како би на настаните. Он е шпиц играч ко Левандовски во Борусија Дортмунд што се вели. Затоа што друг аргумент на таква појавност, да речем другата страна или оне кој што протестира нема. Се вие што да употребевте, пазете. Било кој друго немаше така да се биде таа жестокозна реакција. Професор, видите, Черновски вели гргените ми дадо доверба. Значи користи истите аргументи кои користи Груевски. Гргените ми дадо доверба, јас ќе градам Скопје 2014. Черновски вели гргените ми дадо доверба, јас ќе направам ревизија на деталниот урбанистички план и на тоа што е потрошено во Скопје 2014 година. Значи на таа флоскула граѓаните ми дадо доверба на Черновски, тука Груевски е спротивставува црквата, бидејќи никој не може да даде поголема доверба. Нема друг аргумент. Е спротивстава црква. Значи имате граѓаните кои му дале доверба на Черновски, црквата која застанува за тој проект. Имате една класична конфронтација на нешто што е црковно, на нешто што е граѓански. Таа е конфронтација само во функција на овој случај. Внимавајте. Па и тоа е опасно, знаете, и да е функција на тој случај, тоа не е црквата случајно ставена таму. Зашо прифаќа црквата да влезе во таа? Влегува, она ги бара и црквата ги бара тие централни делови, не? Она дајте им, они ќе дадат уште 5 цркви во центарот на градот. Ама гледате кој е страснување на држава, на партија, на црква. Не, за Македонија тоа е во една на тајни служби. За Македонија тоа е една погубна како би ние нарекуваме една не негативна, туку една политика која што може да доведе до панатамошно внатрешно во односи на албанците, во однос на муслиманството воопшто. Ние сме, да не заборавиме, мултиетничка, мултикултурна, како да наречам сега, национална, она што е се уште не држава, општество. Кога ќе кажете вие во една димензија дека ние сме и дури мултиетничка држава, а етничкото и религиското се поклопуваат во голема мера, тоа значи дека тоа е онај, како рекол се коридор, новиот хоризонт кој што води до распад, до федерализација и распад на државата. Тоа не се, тоа имате многу примери такви, не е Македонија тука исклучок во таа смисла. Како успева Никола Груевски после 7 години власт да се продава пред македонските гласачи како опозиција во Република Македонија? Или како е можно сите оние анкети да покажат огромно незадоволство на македонските граѓани од власта, а сепак сите тие граѓани кои се незадоволни од власта денес да сметат дека Никола Груевски неговата власт е цврсти како бетон и дека нема шанси во наредниот мандат да бидат соборени од политичката сцена? 7 години овој човек успеа да се презентира и која власт, ако цела власт се концентрирана во него раце, тој да се презентира и денес како опозиција во однос на олигарси, а работат со него за Скопје 2014. Опозиција. Тука може да се учи тоа, да се учи на факултети како се случува. Тоа е навистина феномен. Како успева?
велите Па вештина. мала сме ние држава, како би да правите такви големи експерименти, внимавајте. Мислам, ја така како гледам тоа. Многу нешта се толку се кршливи, толку се како сега гледате, после не ги гледате, Ние како да се умори народот тие татковци на нацијата, типот на Киро Григоров, Црвенков или големи лидери од тој тип. И побара еден сосема нормален човек кој произлегува народот, кој од неговиот правиме сега ова, со сите ќе негови градиме, несмасности, мани и така натаму, кој е посветен 24 сати. Она што на почетокот го реков, тоа ги искористи тој вакуум кај македонецот на луѓето на овие простори. Дека нешто треба да правиме. Тоа го правиме сега. Ние обично нели споредуваме со Белорусија, но таму еден командантен тип на чело на Белорусија, на пример Лукашенко, значи човек кој генералски, кој офицерски, овој човек тука делува наивно, кршливо. Не мора да значи тоа. Не збориме како манифестант на манифест може, а инаку во суштинска смисла нема голема разлика. Да се разбереме тоа. Мислите нема голема. Меките методи се уште имаат поголем ефект во некои сфери. Сега има првпат една ситуација на чело на едно од двете најголеми партии да дојде лидер кој не живее во Скопје. Да, Љупчо Георгиевски беше лидер на ВМРО ДПМН, роден во Делчево, но претходно 10 години живееше во Скопје. Значи, кога владееше со ВМРО ДПМН беше тука, го гледавме по скопските кафани, кафичи, на факултетов овде и така натаму. Зоран Заев сега живее во Струмица. Тој е дури географски на некој начин, ајде така да речеме, аут од централните случаи на атипична ситуација. Ќе го примили тоа македонската јавност? Не верувам затоа што знаете, тие провинцијските политичари, да речеме, го земете од времето на комунизмот, некои успеваат. Но Зоран Заев, тоа прашање често си го поставуваме, дали ја има таа доволна, би рекол, харизма за да може да игра улога на голем лидер на опозиција. Немавајте. Иако тоа изгледа како Груевски исто така почишан, некои манери кои што се и Зоран е еден тип на, како би рекол, технократски во таа смисла, он управува се успешно на општина, има своји фирми, свој бизнис, но државата не е тоа. Второ, Зоран Заев има една, како ние нарекуваме, недостаток во неговиот говор, он често употребува некои излети во тој говор кои покасно се така употребуваат тие, да му требаат неколку дена да објасни што сакал да каже. Гледате, овие особи. Тоа е страшно. Овие 2 недели човекот само нешто се он само да каже нешто, извинува, нешто се да објаснува, гледате. И вие телевизиите ќе го земете така тоа сето, да тој човек не знам колку време му треба, еве сега неколку работи што ги искаже да ги демантира дека не се така. Видите, он се оправдува дека може од Струмица да владе. Дека не е патриот. Па се оправдува дека всушност е патриот. Па се оправдува дека ќе биде различен. Па му наметна дека мора да се дистанцира од Црвенковски. Гледате, он всушност трча позади зајакот кој постои на власта му го наметнува. Капацитетот на тие лидери, он треба, мислам треба, ја не там сове што треба, но тој прекин би рекол со таа традиција на СДСМ да ја направи многу ригорозно. Да рече, јас сум тој лидер, Од сега ќе слушате, ќе правите како е, сега го карикирам тоа, како ќе правам јас и ќе прави оваа екипа околу мене. Дали Зоран Заев може тоа да го направи? Не знам и неговиот она што го носи он со себе и тоа ослободување од полиција, како се од Бранко директно. Дали може тоа да го издржи? Дали може да го издржи тоа затоа што политичката сцена во Македонија е малку она бара на вистина борци. Крволочна е. Крволочна и секогаш била таква во суштина. Ова власт покажува на таква. Но онај момент кога методите, начините почнуваат да излегуваат од таа нормална контрола е тука. Зашто знаете, таа борба е веќе се власта покажува таква крволочност да ја задржи. Власта можеме да претпоставиме кога ќе почне да паѓа каква крволочност ќе покаже. Кога дека човек лостови на контрола, сите лостови. Човек кој се дави покажува најголема енергија да повлече некој со себе надоле. И тоа ќе се случува во Македонија. Затоа што меѓу другото се работи за големи влогови, за пари, за средства, за финанси, за нешто кое длабоко, како би рекол, го тресе ткивото, социјалното ткиво во Македонија. Тука нека да правиме пауза за реклама. Вие претходно, почитувани гледачи, погледнете 2 телевизиски интервјуа. После рекламите дека може да проследите и третото или последно интервју во ова наша вечерашна емисија.
Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, пак ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Минатата недела се случи оние спонтани протести на незадоволните граѓани поради наводното рушење или тоа шпекулативно најавено рушење на црквата во центарот на Скопје пред општина Центар. Дали Македонската црква со одреден благослов на тие протести, можеби несвесно, а можеби свесно, влезе во еден многу тежок процес на политизација на својата улога во рамките на тие протести? Она што го видов на лице место, воопшто не наликуваше на некој спонтан собор на верен народ кој доаѓа да манифестира против рушење на црквата. Не дека во целата група на луѓе, немаше и луѓе кои со искрени намери дошле спонтани. Меѓутоа, цела таа организација мене воопшто не ми остави впечаток дека станува збор за некој спонтан настан. Тоа беше тешко да се гледа, беше тешко како македонец да гледам, бидејќи огромно количество на негативна енергија беше истурена према општина Центар. Во името на Бога, тие луѓе таму ода и фрла со јајца по општина Центар. Значи, првиот протест кој што се случи, еве да речеме дека се случил поради не доволно проверена информација, дека е веќе дадено во процедура е влезена постапката за стопирање или рушење на црквата, со тоа преуредување на Тоа беше лајт мотивот дека ќе биде рушена. Да, значи тоа беше првиот пат и се кажа тоа дека најверојатно се подразбира дека тоа ќе се случи и затоа и се случија тие први протести, бидејќи не имаше демант од општината. Меѓутоа, веднаш после протестите, градоначалникот Джерновски се појави на медиумите низ држава, демантирајќи дека воопшто ќе стане збор за стопирање или, не дај Боже, рушење на градбата на црква. Меѓутоа и после таа изјава имаше протести, значи тоа е она што мене уште повеќе ме доиспровоцира, од првите протести. Еве, ако велиме дека првиот пат беше спонтано најава или погрешка, дека предвремено пуштена информација,
И луѓе од древност, ајде, да речеме дека пристапиле кон тоа. Меѓутоа, веќе и после давајната изјава, ако продолжуваат протестите, тогаш не гледам зошто, ако се декларираме како верен народ, зошто не му веруваме на еден човек кој дал јавна изјава дека нема да го направи оно зашто го обвинува. Тамо беа ко војска. Јас присуствував 1-2 дена на тие протести, тоа беше ко војска. Луѓето доаѓаа организирано, уставно речено, им се става на располагање јајца, исто како во времето кога им се става јајца на романците Чаушеску, кога го руши, знаете, тоа е една сиромашна држава, кога одеднаш во рацете на тие бедни сиромашни романци се најдоа огромни количества на патлиџени на јајца, така и овде, овој сиромашен народ, одеднаш наоѓа на количество на јајца со кое фрла по општина Центар, и одеднаш како завршуваат протестите, доаѓа комбенци, им дали сендвичи како во руска некоја синдикална менза. Тоа не може да не биде организирано, или одеднаш, знаете, се наоѓаат како Боже ми прости да се ти овие сендвичи од овие сендвичара, што беше договорен со Тодоровиќ да не му биде рушена сендвичарата на Титови леви сили. Значи се доби впечаток и со тоа, и со пристигнувањето и со храњењето на луѓе, се доби тој уште една се потврди оној мој сомнеж дека не станува збор за спонтан собор, туку дека некој сето тоа добро го координира. Сега, што се случува? Значи, многу често луѓе кои недоволно се познаваат верата, кои верата им е исто што и нацијата, кога се поистоветува вера и нација, кога се поистоветува вера и традиција, кога се поистоветува вера и држава. Значи, сето тоа доведува до една опасност да не станува веќе збор за вера, туку да станува збор за верски фанатизам. Верскиот фанатизам е веќе нешто што тешко може да се контролира, затоа што сведоци сме на Балканов последниве 20 години, дека сите оние препукувања, сите оние војни меѓусебни на братските народи од поранешната Југославија што се случија, после тоа се испостави дека всушност не се толку на национална база, колку што се на религиска. Во изминатите 5 или 6 години македонците беа делени по сите можни основи, на бугарофили или на комуњари, на антички или на словенски. Меѓутоа сега прв пат почнува да се делат на верници или на неверници. Црквата на некој начин многу несмосно, ко слон во една порцеланска продавница или во продавница кај што се продава порцелан, влезе во целиот тој процес. Им даде одредена политичка тежина на тие протести кои се случува пред општина Центар и на некој начин тие луѓе таму протестира со благослов на црквата. Дали сега сме сведоци на еден нов процес на можно дробење и на делење на македонското ткиво и дали на крајот можеби црквата ќе биде најголем виновник на тоа најново поделување на македонското гласачко или македонското етничко ткиво. Тешка беше изјавата на Агат Ангел кон Жерновски. Да. Знаете, таа содржи во себе една скриена порака на закана. Ние те знаеме, имаме непријатно искуство со тебе, значи обраќање кон Жерновски, уште од времето на веронауката и твоето гласање против веронауката. Значи нема да поминиш добро ако влезеш во процес на рушење на црква, знаете. Тоа е тешка закана од црковно лице кон градоначалник на општина Центар, без разлика дали е во право градоначалникот или не е во право. Се согласувам дека грубо прозвучи изјавата, меѓутоа една одредена група на луѓе па застанаа за таа изјава и го поддржаа. Владиката Агат Ангел, а други го осудија. Во добри односи сте сега со Агат Ангел? Да, ние од секој сме биле во добри односи, затоа што го сваќаме тоа дека ако всушност ако не се согласуваме со нешто, дека сепак остануваме ние пријатели, дека низ разговор може да го наминеме тоа. Тоа беше со сериозни обвинувања кон вас дека сте присуствувале на тие протести камуфлиран, дека не сте биле дури ни со ранчето кое е карактеристично за вас, дека сте биле во патике, дека не сте биле во црковна одора, дека тој таму бил како представник на поглаварот Стефан. Значи тој бил официјално лице, имал лиценца, имал дозвола да коментира, а вие сте биле таму во граѓанско својство и немате дозвола да коментирате. Јас тоа така го разбрав. Па да, многу луѓе така го сватија тоа. И она најмногу што ме погоди од цела оваа ситуација, би рекол е тоа што еве не успеавме да се видиме во оние денови кога беше најжестоко, за да седнеме и тоа да се објасниме ние меѓусебно, туку испадна така да станеме жртви на она новинарска војна која ни ја сервира, да јавно да се препукуваме преку медиумите со некои обвинувања, меѓутоа еве сега можам одговорно тврдам дека вчера на седницата вонредна која имавме поради
подготвувањето на протоколот за погребението на митрополитот Кирил, се видовме, поразговаравме и тоа е веќе зад нас. Тука се доби чувство дека Агат Ангел е на некој начин фронтмен на македонштината. Фронтмен на она религиско црковно, а вие сте они што не е фронтмен, значи сте антифронтмен, антихерој, антицрковно лице, граѓанско опција, невладин сектор, ко Владе Милче нешто отприлика, ко Роберто Беличенес беа нешто било дошли, тоа е истиот Агат Ангел кој е во таа повардарска епархија кај што му се гради црква со албански, со муслимански пари. 5 пати јас го барам тој истиот Агат Ангел кој е таков голем борец за македонската црква и за македонштината, 5 пати го прашам или колено оперира, или лактот му е повреден. И не одговара дали има албански пари во изградбата на црквата во Кавадарци, 5 пати, не ќе јавно кажам сега. И тој човек сега ќе дели лекции за македонштина, за религија и за све. Кој му го дозволува тоа, се извинувам? Ја немам таа информација и не можам ни да влезам во диалог по ова прашање, бидејќи немам таа информација за овие донации кои ги спомнувате. Од друга страна, па навистина имаше неколку хируршки зафати со раката и верувам дека тоа е одбивањето. Иначе не верувам дека би се уплашил да даде одговор за тоа. Од страна која се гледат работи да се добива впечаток дека македонскиот црковен клер можеби збревта по тежината на сите тие финансиски афери кои се вртат околу македонската црква или околу македонскиот синод. Дали под теретот на тие афери можеби црквата сега е принудена да има таква тесна соработа со владата на Република Македонија и можеби да служи на владата како одредена патерица или како одредена потпора секогаш кога владата треба да реализира одредени своји стратешки проекти за видоизменување на генетиката или на идентитетот на македонското граѓанство. Ако велите дека протестите не биле спонтани, и тоа е општото чувство, дека навистина такви протести не може се организираат спонтано. Знаете, веќе тие процеси, јас велам, беа поспонтани од спонтан абортус, што се вели. Генерално, кога стои една организација, кога гледаме дека тие луѓе на некој начин ко камикази јуришаат на таа зграда на општина Центар, па некој им дава сендвичи, па ги храбри, па ги стимулира, па медиумски ги покрива и така натаму. Од друга страна, па имате такви изјави на владика на МПЦ кои апсолутно драматично пика црквата во една таква непотребна политизација. Тоа ствара еден амбиент да имате два блока кои се на сцената. Жерновски кој вели граѓаните ми дадоа поддршката и јас морам да ја почитам таа поддршка. И вториот блок кој вели да можете дадоа граѓаните, ама ти се спротивставуваш на црквата. А црквата е нешто многу повеќе од граѓаните кои ти гласале во општина Центар. Од еден црквата наместо да мири, наместо да спојува, наместо на некој начин да обединува, станува дел од конфликтот. И на крај конфликтот се сведува не на тие што фрла и ја пасадира општина Центар во барок и јајца, туку помеѓу црквата и Жерновски. Непотребно. Значи, јас сум спремен да се видам и со тие луѓе. Да седнам и да поразговарам, да ми се објасни. Колку јајца сте спремни да издржите фрлат на вас, ако сте спремни да се видите со тие луѓе? Не ме плаши бројот на јајца воопшто. Може дека се видите, па ќе узрат патлиџаните, па ќе почне со патлиџани. Тоа може да има повеќе ефекти. Не верувам дека би можело да се дозволи човек барем. Човек кој се декларира како христијанин и кој е спремен на насилни протести во одбрана на црквата, не верувам дека би дигнал рака на свештеник без разлика дали се согласувал тој со нивните ставови или не. Во името на христијанството, а и во името на останатите религии, се правени такви глупости. Што е две таблјајца фрлање на некој кој се спротивстава на нивното мислење? Па ако се некој мисли дека со неколку јајца може да ме разубеди во неговите здрави намери, нека повели. Знаете зашо ја прашам? Видите, ова е една Македонија која е зачмаена. Јас не сакам да кажам дека е зачмаена 50 или 100 години, тоа е посебно последните неколку години. Вие излагате со неколку статуси на Facebook, вие станувате реално звезда. И тоа не станувате звезда во еден црковен, или не станувате звезда во некој, не знам, фолклорен. Туку станувате од еден аспект на човек кој не се плаши нешто да каже. Гледате, видите, во една ваква зачмаена Македонија, човек кој ќе каже својот став станува преку ног херој. Значи, вие сте херој на едно ново време, на еден човек кој не смета дека треба да се плаши од ова власт да го каже својот став. Се чувствувате ли вие кој еден херој на ова недела, на овој месец, бидејќи реално никој досега вака јавно не кажал за одредени работи? Значи, воопшто не се чувствувам како херој, нити сакам да се чувствувам како херој. Оно што најмногу би сакал во целово да луѓето да ме почувствуваат како еден од нив. И дека секој има таа можност да стане
херој на своето време. Дека не треба да паднам јас од небо за да ме доживее народ како херој. Туку секој го имаме во себе тој потенцијал. Значи јас не сум од Бога пратен или сега се вратив од Европа специјално за да правам тука бунт. Не би сакал така да ме доживува народ, туку да ме доживува како еден репер, дека секој може да го достигне. А сето тоа. Отец Пимен или владиката Пимен е личност на неделата и тука се поставува клучното прашање. Дали со тој свој пркос, дали со тој свој став кој го изнесе во однос на тие протести против општина Центар или поради тие шпекулирање дека општина Центар размислува или планира да ја руши црквата која почна се гради во центарот на Скопје, дали отец Пимен може да се дожива како персонификација на можната или најавена или идната македонска пролет? Што понатаму? Духот е пуштен од чишето. Значи вак, во првиот момент беше благослов и поддршка. Од црквата на таа група. Да. Потоа, втората фаза е веќе дистанцирање од тоа, третата фаза е оградување, меѓутоа најбитна е четвртата, опоменување на тие луѓе. И значи ние сега како црква треба да тежиме на тоа, да дојдеме до ситуација да ги опоменеме тие луѓе. Може би болно звучи за нив, може би како мене ќе се нафрлат и на некој друг кој ќе го поддржи мојот став. Со она опомена дека не се сведочи така мирот Христов, со она опомена дека со тие фрлени јајца може да се нахранат гладни деца. И наместо да се прифати таа опомена, јас ги добивам оние спинови за возење со Порше или слики со ансамблот Танец, каде што пееме на маса. Да, јас очекував Поршето да го идам тука, паркирано на Синодот. Видов еден Мерцедес, втор Мерцедес, не се тие ваши велат. Видов некои други джипови и тие не биле ваши. Чекав да видам Порше, не видов Порше и бев поприлично разочаран, бидејќи видовме во дневника, подоцна и пред 3 дена на социјалните мрежи, вака седнат во Порше, а и ви личи да бидам искрен сега во Порше. Ради бојата. Па и ради бојата, и ради све, така ви личи да ја видиме Порше. Значи, досега сме гледале попови владици во Мерцедес, сме гледале во БМВ, во Порше не сме виделе. Така да малце бев и разочаран што не видов Поршето тука паркирано пред Синодот. Деси тоа го коментирав, нели? Мислам, не го коментирав како статус на Facebook, туку во подолните коментари, не знам дали стигнало тоа до вас. Коментирав, дај Боже да беше навистина моје тоа Порше и во ова време, каде што, сега поминувајќи, доаѓајќи на канцеларија, млади деца, лепа транспарент на оградата на црквата, помош за Андреј Коруновски. Многу хумано од нивна страна. Значи, дај Боже, да беше тоа Порше моје, да можев јас тие пари да го продам и да ги вложам и да помогнам на сите оние кои што имаат потреба. Добро, лекување. Го возевте или барем еден круг тоа Порше? Не, ако си натреб фино личевте, дали го возевте? Воопшто не возам, значи... Ке ве дисциплинират? Нити ми е некоја страст. Ке ве дисциплинират ли со тие спинови, знаете? Спиновите беа пратени и беа употребени да ве дисциплинират. Да ви кажат, ако уште еднаш се спротивставите на тие луѓе кои протестират не дисциплинираме против општина Центар, ги сакам Центар, како една опомена дека може да се развие таа војна, меѓутоа не ме загрижуваат воопшто. Вие не сте имали амбиција да бидете херој на новото време или фиденка на македонската пролет? Не, никогаш не сум сакал херој, меѓутоа секогаш сум го имал тој револуционерен дух во мене. Почна ли македонската пролет со отец Пимен? Далеко сме од некоја пролет. Може би првата ластовичка која навестува пролет, или една од ластовичките што навестуваат пролет, но се уште не сме до пролета. Дај Боже да е берекет на пролет. Амин. Ми беше задоволство. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите, се враќаме за неколку минути да ја одјавиме емисијата. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин, биокрилактив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видиме. Интересно.
Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање, паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на дома.мк. Ова беше емисијата во Центара со Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.